круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Повторно во круг во оваа среда, денеска 4 ноември, ќе анализираме повторно околу политичките состојби. Темата на денешната емисија е политичките кризи и разрежниците на политичките кризи во Европа. И ќе се обидеме да направиме една пресек анализа на тоа како се случуваат и како завршуваат политичките кризи во европските држави. Речиси и да нема држава која што е во регионот или пак малку пошироко во Европската унија, која што изминативе неколку години не се соочувала на некаков известен начин со политичка криза. И речиси и да нема држава во која што таквата политичка криза не била решена на единствениот легитимен начин, а тоа е избори и на одлука на граѓаните на избори за тоа како и во кој правец ќе се движи државата. Она што е различно во многу од овие држави е времетраењето на политичките кризи, долготрајноста и меѓутоа неспорно е дека единствен легитимен и пат и правец за надминување на политичките кризи е одлуката на граѓаните на изборите. Со мене денеска на оваа тема ќе дебатираме заедно со Цветин Чилиманов, мојот драг колега. Цветин, добар ден. Добар ден, Маријан, добар ден до слушателите на радио Слободна Македонија. Добар познавач на надворешната политика и особено на овие прашања. Ајде прво да почнеме од нашите домашни терени. Последните информации по оној прекин на викендов дека и нели патувањето на Ван Хојте до Брисел и повторно назад, имаше вчера некои наговестувања дека политичката, односно разговорите околу политичката криза во Македонија се во добар правец, меѓутоа очекувањето дека вчера можеби нешто ќе биде дефинирано како напредок на преговорите засега е се уште без никаква информација, односно во моментов има некој молк, нема ни официјални ниту неофицијални информации како поминале вчерашните разговори кои претежно според некои неофицијални информации биле водени на поединечни разговори со Ван Хојте на политичките партии. Имало некоја кратка средба во клубот на пратеници, меѓутоа според неофицијалните информации остатокот или грото од разговорите се одвивале на релација политички партии Ван Хојте. Македонија е можеби единствен пример од сите држави во оние кои што ги спомнав на почетокот, во кој што крајната цел ќе биде избори и одлука, меѓутоа до крајната цел некако почнувајќи од можеби 2001, меѓутоа и претходно во неколку наврати, а и периодите после 2001, некако нас ни е потребен меѓународен олеснувач за доаѓање до договор како да стигнеме до избори. Тоа не е некоја карактеристика барем на другите политички кризи, освен ако ги исклучиме оние кои што резултираа со конфликти, како што се речеме во Украина и така натаму, е црногорскиот случај, бугарскиот, претходно словенечкиот, во нашата најблиска околина, да речеме, да ги споменеме, Хрватска исто така беше во една политичка криза по падот на Санадар. Меѓутоа никаде меѓународната заедница не беше мотиватор за да можат партиите во Македонија да разговарат. Што е проблемот во Македонија? Политичката култура или некаква недоверба меѓу партиите внатре? Не, тоа е единствената карта која што има една од двете најголеми партии во државата, на која што може да игра. Другите карти кои што беа на располагање на СДСМ едноставно не ги игра како што треба, нема некој кредибилитет да ги одигра, значи немаат некој кредибилитет во економијата. Вчера има најава дека од страна на премиерот дека дури нели најновата инвестиција ќе биде дури базирана во струмица. Тоа всушност отвара простор дека не знам, лидерот на опозицијата ќе мора да се бори утре сопствената база да ја брани од нели на наредните избори, откако ќе стане јасно дека нели владата која што толку ја критикува, ја напаѓа, успева и неговиот татар да покаже не само дека не е корумпирана, не е проблем, туку дека носи странски инвестиции од американска компанија. Странски инвестиции ќе работат луѓе од струмица, претежно, кои што
Значи, ама не, тоа каде се тука аргументите на опозицијата дека владата не знае да ја води економијата и дека кога буквално во неговиот татар, што се вели во двор ќе му отворат фабрика. Друга карта која што би можела да играете широка распространета партиска мрежа на луѓе кои што се незадоволни од состојбата во Македонија. Очигледно дека и таа карта не може да ја одиграат како што треба, бидејќи кога излеговме на улица да се преброиме, нели, СДСМ и ВМРО имаше двојно повеќе луѓе излезени во екот на нели наводното незадоволство на граѓаните на таа бомбашката кампања на ЗАЕВ. И сега во отсуство на овие вообичаените работи во кои што СДСМ би можела да се докаже како чувар и промотор на државата, на економијата, како нели да се качи на некој бранд на незадоволство народно кој што очигледно не постои. Нив им останува последната карта да изиграат, тоа се странските амбасади тука. И тоа дури не странските држави, туку председнивните амбасадори тука, бидејќи ако погледнеме истиот ден кога амбасадорите тука, преку медиуми на СДСМ испраќаат пораки дека владата се соочува со некаква изолација, конкретно ВМРО, истиот ден премиерот и лидерот на ВМРО се среќава со нивните претпоставени, со со премиерите, со преседателите на државите кои што ги праќаат тие амбасадори тука, со шефот на Европската комисија кој што го праќа својот амбасадор тука. Така да приказната за изолацијата приказна која што веројатно е по недостаток и на аргументи, меѓутоа и на начин за мотивирање на членство и на политички луѓе блиски до одредена партија за градење на некаква атмосфера. Инаку, ако постои иницијатива за изолација политичка или меѓународна на Македонија, тоа многу лесно, веројатно може да го направат странците, како што впрочем знаат да го направат. Нема да до последен момент да се обидуваат препораката да биде во форма на условна препорака само да се реши политичката криза. Веројатно притисокот врз ДУИ би бил многу лесен за да ја напушти владината коалиција да создаде дополнителна криза, така што меѓународната изолација не е некој аргумент. Меѓутоа, моето прашање е сепак, сакам се вратам назад, зошто ние имаме потреба од меѓународна помош? Не знаеме да се разбираме како партија или што е проблемот? Не, ние немаме потреба, СДСМ има потреба. Како што стан условен рефлекс на СДСМ изминативе години, 10 години во опозиција, 9 години, за секоја работа да бараат, нели, ние напуштаме собрание, па ајде нека дојде еврокомесарот да не држи за рака, да не врати никако, па ајде преседателот на комисијата да дојде, па ајде, европратениците денеска доаѓаат, Ховит, Фланкенштајн и тие доаѓаат на конференција на прогрес. Тоа ќе биде тоа, фактички тоа ќе биде нивната порака, СДСМ ги вика тука да кажат дека нели се соочуваме со изолација, треба да не биде одземена препораката, претпоставам дека тоа ќе биде пораката поради која се дојдени. Како што тоа е рефлексот на СДСМ, така пак ВМРО кој што чувствува дека има доверба од граѓаните во економијата, заштита на националните интереси и едноставно има широка партиска база за себе, нивниот подговор е колку што СДСМ инсистираат некој надвор да дојде тука и да наметне решение, така пак ВМРО одговараат, не, ќе излеземе на избори и на избори граѓаните ќе го кажат своето. Патам јас му должам на Маријан еден ручак тука, бидејќи ја бев еден од ретките кои што сметаа дека оваа криза ќе помине без избори, дека конечно можеби ќе видиме полн 4 годишен мандат на ВМРО да се заврши, ама како што стојат работите во моментов, поради не знам се, тоа е таа една неверојатна конструкција на СДСМ. Тие сакаат да се одложат изборите што е можно подолго, тие да бидат влезени во влада со полни овластувања преку нивни министри, партиски министри, иако никој не ги гласал за тоа, што е можно подолго, година, 2, 3, значи тоа се обидуваат да погодат движечка мета која што е многу тешко се погоди. Опциите кои што се нормални, нели, во Македонија сили оваа влада која што има огромен мандат, добиено со огромно мнозинство гласови на последните избори, да си го истара мандатот до крај, или ако веќе, нели, имаме политичка криза индуцирана од СДСМ, тогаш да се реши на избори, ама тоа да биде што е можно побрзо. Еве се согласија за изборниот модел, дека изборниот модел е во ред,
СДСМ прифатија дека гласачките списоци се во ред, бидејќи на крај прифатија да се одржат избори без некакво посериозно прочистување на тие списоци, да се провери пред се, нели, тоа ќе се одразеше на гласовите на ДУИ, па направија коалиција СДСМ и ДУИ некаква во тие преговори под посредство на Ван Хојте, и СДСМ во рамките на таа коалиција се откажа од чистење на избирачкиот список. Значи, спремни сме за избори утре. Еве, како што кажа ДУИ, ако ја напушти владата, можно е во нормалните рокови предвидени во Уставот, премиерот може да поднесе оставка и во тој случај доколку нели да се испочитува и тој дел од договорот, да се постави некаков технички чувар на столчето што се вика, може да се постават и неколку технички министри не номинирани од СДСМ од било каде за внатрешни работи, за финансии, каде се требаше труд и социјала, можеме да имаме избори за сега зимава. Добро, во ред за потребата на учество на СДСМ во владината коалиција, за можните сценарии разговараме по кратката пауза за реклами. Повторно назад во кругот, Цветин Чилиманов, новинар на денешната тема за анализа за политичките кризи и решенијата за излегување од нив. Застанавме кај потребата од учество на СДСМ, односно како еден од модалитетите, нели, и од предлозите кои произлезе од договорот во Пржино е дека во две фази, во првата ќе бидат имплементирани двајца министри предложени од СДСМ и форма некоја на заменици предложени на тие министерства од владачката ВМРО ДПМН. Во втората фаза треба да имаме 100 дена пред изборите, условно кажано техничка влада со нов премиер кој што ќе треба да биде предложен од страна на ВМРО ДПМН. Учеството на опозицијата во таква една широка владина коалиција, условно кажано широка или некоја форма на техничка влада, може ли да реши нешто, односно да ако се согласиме дека изборите во основа беа барем од она што е денеска договор во изборниот пакет не покажува, односно ништо не сугерира дека таму имало некакви нерегуларности во поглед на изборниот резултат, затоа што единствената промена е само во избирачкиот список да имаме лична карта, односно слика и некакво вкрстена проверка на избирачкиот список. Тоа се правило и порано, што мислам дека не беше потреба од политичка криза за таква ситуација. Ништо од оние една изборна единица, ништо, рече се ништо, 99% изборниот процес ќе остане ист таков како што е. Која е потребата, например, за да биде СДСМ дел од таква коалиција? Дали мислиш дека можеби е потребата, словно кажано, за прераспределба на државните ресурси за време на изборна кампања, затоа што очигледно е дека еден министер за внатрешни, еден министер за труд и социјална политика не може да го смени процесот или функционирањето на една влада? Па не, СДСМ бараат некој вид на рамковен договор за себе, како што нели според рамковниот договор, дури ако ВМРО и во периоди кога имала доволно пратеници сама да формира влада, нели, мора албанска партија биде дел од владата, мора да бидат определени одреден број места во јавната администрација за нив. Јас ова барање на СДСМ не знам поинаку како да го објаснам, освен барање за дополнителен, за уште еден рамковен договор за одреден број, нели, правична застапеност на СДСМ во органите на владата, органите на јавната администрација, во фондовите, како што кажа, распределба на тоа што они сметаат дека не знам колкав колач од власта и дека не знам колку како се дели. А тоа во принцип е неискрен пристап, затоа што вие ако ја критикувате владата или владачката партија за трошење на државни ресурси во изборна кампања, влегувате у владата за да трошите и вие, веројатно. Така. Да, не се да сама дефинитивно не нуди ништо ново. Тие се смеја на оваа влада дека била силјачка, силанска, не знам како ја вика, поради отворањето на факултети во внатрешноста на Македонија и поради давањето земјоделски субвенции. Немаат што да прават сега во програмата, сега копираат делови од програмата на ВМРО, која што се однесува токму на тоа, на давање земјоделски субвенции. Немаат, зборуваат по 100 пат за, не знам, ке се кратело на Скопје 2014, кој што е изградено, инвестицијата е завршена, комплетирана, така да
зборуваат за некакви фантомски непродуктивни инвестиции, ако знаат добро дека капиталните инвестиции сега се насочени во патишта, во железница, така да тие пари кои што на брзина мораше да се направи, да се изгради нешто во време кога удри финансиската криза 2008 го добивме Скопје 2014, сега парите нормално си одат таму кај што има место во патишта. Ќе зборуваме и за делот околу моменталните анкети и можниот изборен исход и кога би били изборите. Едно друго прашање сакам да проанализираме во оној пакет сега во моментот кој што е на расправа меѓу политичките партии, се наоѓаат и два закони, тоа е оној фамозниот закон или за бомбите, меѓутоа и оној законот за, условно кажано, популарно наречениот свиркачи. Што може да се очекува од едно такво законско решение? И ние јавноста во моментов нема никаква форма на некаков предлог, текст, што тоа подразбира, меѓутоа во западниот свет има такви закони, меѓутоа веројатно јасно дефинирани што е тоа јавен интерес и во која ситуација објавувањето на такви материјали од добиени по нелегален пат, значи јавен интерес и за кој не се одговара, меѓутоа веројатно тие закони се дефинирани што е тоа што не може да се објави. Например, во Америка има закон за свиркачи, Сноуден не спаѓа под тој закон за свиркачи, иако да речеме од него излегува Гвантенамо и многу други информации кои што веројатно беа од јавен интерес. Како да се најде баланс околу тоа што треба да влезе у тој закон, што е тоа што не треба да влезе у тој закон? Едно од основните правила дека настапуваш добронамерно и не бараш своја лична корист во тој случај. Значи да речеме најпознатиот да речеме Ерин Броковиќ е таа позната која што кренала тревога за нека компанија која што ги трујала граѓаните на некоја градче. Сега, доколку таа објави податоци тајно добиени, да речеме, таа компанија, ако работи во компанијата, таа е свиркач, но доколку ги земе податоците, отиде кај директорот и го уценува и му вика дај ми пари, или ставиме директор на, не знам, оддел на компанијата или така нешто, или јас ќе го објавам материјалот, тогаш ќе уценувач. Ние имаме ситуација во која што видовме на снимки протечени буквално во тој период кога двете страни протекува информации од владата, како Зоран Заев го оценува премиерот, сака да влезе во влада, сака да номинира министри негови, сака да добие дел од колачот, бара рамковен договор за СДСМ, рамковен договор за комуњарите во Македонија. Така да, тоа е уцена. Верушевски очигледно имавме информации уште од 2006 година дека го оценува, како беше 2005 или 2006 година кога го оценуваше председателот Црвенковски, да му го помилува синот кој што веќе веројатно успеа. Шеташе по Скопје и по Струга и пукаше во луѓе. Тие луѓе не може да бидат свиркачи, тие не може да бидат добро намерни објавувачи на информации. Знаеш што сакам да прашам конкретно, затоа што овие два закона, тој за свиркачите и тој за бомбите, условно кажано, имаат некоја корелација. Дали законот за свиркачи може да стане легитимен канал за продолжување на објавување на бомбите кои што ги поседува опозицијата? Ако настапуваат добронамерно, да. Ако не уценувале никого претходно со тој материјал, да. Но очигледно во моментов е, значи ние веќе имаме закон со кој што се забранува и невластено снимање и нели еден од тројцата луѓе, нели Верушевски, двајцата луѓе што му помагале, еден веќе осуден врз основа на тој закон, така да ние имавме некако видно джентлменски договор дека тој закон нема да се применува, да му се даде шанса на СДСМ да каже све што има, затоа што ВМРО не сакаше да остави впечаток дека нешто крие. Тука еве, пукнете ги сите бомби. Он очигледно ги пукнаа сите бомби, сега само се закануваат дека имаат уште, а веќе во последните пресконференции тоа се сведе на може ли оговарање. закон за свиркачи да поттикне нелегално преслушување апсолутно масовно? Да. Апсолутно, значи било кој што е вработен во УБК, утре може да снима кога сака и да каже ова е ја јавен барав, интерес, јавен интерес и јас го. Апсолутно. Ред, ти благодарам, ние ќе се вратиме повторно по кратка музичка пауза за на истата тема, меѓутоа ќе го прошириме малку контекстот на регионот и на политичките кризи во Европа. Повторно назад во кругот Цветин Чириманов, денешен мој гостин. Цветин, застанавме кај еден од моментите кои што треба да се дефинира, тоа е нели побарање на меѓународна заедница, тој законот за свиркачи и меѓутоа од друга страна и законот за на бомбите, односно престанок на објавувањето. Тие два закона се прилично добра корелација. Веројатноста законот за бомбите пречи пред некој
тој закон за свиркање на објавување на преостатиот материјал во јавноста. Политика завршат со избори, тоа е најаво, но нека треба да биде процес треба да биде некаде на 24 април според годишниот договор, иако постои во јавноста неодамна зајав го наметна како можна опција пролонгирање на изборите за известен период поради застојот и пробивањето на роковите кои што беа досега за избор, нели, на министри и на заменици министри. Сепак, како идеја и уставно да има и да нема некаков вид на пролонгирање на изборите, тие сепак ќе се случат, дали месец или два покасно ќе се случат. Актуелните последни испитувања на јавноста покажуваат резултати кои што лично за мене се во основа не изненадувачки во голема мера, меѓутоа ако се земе временскиот период од 9 години на една владеачка партија на власт, е малку сепак изненадувачки да има се уште толку висок рейтинг, речиси, и да нема такви случаи. Опозицијата тврди дека станува збор за, не знам, притисок врз граѓаните и јавноста, меѓутоа од друга страна власта смета дека тоа е резултат на нејзината успешна политика. Дали, јас сега те прашам, дали слабиот рейтинг на опозицијата е резултат на нивната неуспешна политика или неуспешни обиди да создадат било каква политичка платформа, или пак тој слаб резултат на опозицијата се темели на некоја друга форма на промашена погрешна политика или кадровска политика или било што? Па да, пред се кадровска политика. Мислам, да бидеме реални. Зоран Заев им е лидер на партија. Мислам, јас не знам што може да очекуваат луѓе. Каков рейтинг може да очекуваат со тој човек како лидер? Па, Зоран Заев беше единствениот политичар у СДСМ кој успеваше на некаков начин да го победи Груевски во Струмица. Веројатно заради тоа беше и обидот да биде на чело на партијата. Нели има дури тој бизарен момент кога Оливера Трајковска на Зоран Заев го информира во сред емисија дека во телефонски разговори, нели, Оливера Трајковска новинарка да со Радмила Шекеринска и се смеела на Шекерински и се чудела, вика, како овој селјак, кој вика, ќе го ставите за лидер на, според неа, нели, партијата со долготрајна традиција, левичарски принципи и така натаму. Кај го најдовте овој опинок? Нели, кажува, имаше и други епитети со Шекеринска кои што ги користевме, кои што не се завојета. Кој знае како го нарекувала, нели, неговата потпредседателка Шекеринска со низината пријателка новинарка, како го нарекувала позади грб. И сега, ако неговата потпредседателка така го нарекува, што останува за остатокот на народот? Ако може да им се верува, веројатно сериозноста за верување е неспорна на анкетата, особено што последната беше на Брима Галуп, меѓутоа и некои информации неофицијални велат дека слична е се резултатите кои што ги добиле на Павел Шетарска сами кога правеле анкета, односно веројатно Ѓорги Спасов, не знам кој им ги правил анкетата, идентично генерално покажуваат слаб прогрес на нивната политика. Ако е за очекување дека СДСМ ги изгубила изборите, дали во април, дали било кој период подоцна, недела, две или месец дена, тогаш дали не мислиш ли дека можеби ќе се обидат повторно како опозиција да создадат клима за по изборите продолжување на политичката криза врз основа на некакво слично сценарио за не знам за немање доволна слобода, за немање рамноправност на политичките партии. Тоа е сигурно. Мислиш ли дека ќе има признавање на изборниот резултат и можеби конечно вртење на СДСМ кон внатрешност и решавање на проблемите, или пак ќе продолжиме во истиот контекст на политичка криза? Првен ќе има, нели, се разбира обид преку тие министри кои што сакаат да ги номинираат во владата, да направат што е можно поголеми обструкции, криза, да генерираат криза, да внесат смут, да, не знам, изнесуваат информации, можеби, не знам, повторно ќе имаме ситуација whistleblowing сега од седиштето на владата. А кога што ги гледаме, да речеме, тие има проблем да манипулираат со информации, самото тоа што СДСМ бара закон за заштита на свиркачи, сакаат Заев и Верушевски да го вклопат во таа шема, а од друга страна СДСМ тврди дека власта наводно снимала,
Сега чекате, нели, ако Верушевски снимал, ако зашто барате закон за заштита на Верушевски, очигледно е дека нивниот партиски лојален член имал своја група на снимачи за партиски цели, а не нека се работи за нешто што е наредено од владата. Така дека има такви смутови, ќе се обидуваат да исценираат некакви слични лажни обвинувања, овој пат сега од позиција на владата, така дека треба тоа да се издржи до април. И да, точно после тоа, дефинитивно, ќе се обидат, претпоставам, да креираат повторно некои компликации, проблеми врз основа на спорот зимето и ќе се обидат да притискаат, не знам, или тоа да се реши на начин кој што е неповолен за Македонија, за тоа да го обвинат Никола Груевски, да обвинат владата на ВМРО и потоа да испровоцираат уште едни избори после 2017-2018, откако Тоа значи е процес на подолг континуитет на политичка криза во Македонија во таква ситуација. И на тој начин да дојдат до ослабување на рейтингот на ВМРО ДПМН. Дефинитивно ние имаме избори на 2,5 години, така да. Богти се на народот. Да, не гледаат дека очигледно на нив се одразува штетна пред се, бидејќи се покажа дека ВМРО се снојдеат и добро функционираат во случај на перманентна кампања, а додека СДСМ не успеваат да го одржат темп. Еден од столбовите на овој договор во Пржино, кој што беше постигнат е специјалното јавно обвинителство. Тоа веќе известен период е формирано, е помина вчера или завчера и буџетот, денеска има нови простори, значи 8 оние 7 мина кои што Катица Јанева се уште ги бара како дополнение на својот тим, меѓутоа реално гледано обвинителството има основа и буџет и све и може да почне да функционира. Од работата на тоа специјално обвинителство и опозицијата, и јавноста, меѓутоа пред се опозицијата очекува, и власта секако, меѓутоа се очекуваат некакви спектакуларни резултати. Па се нагаѓаше во, не знам, до 15, па Катица Јанева тврдеше до ноември, па по 4 ноември ќе бидат оформени први или втори предмет. Сега те прашам, не мислиш ли дека првиот предмет кој што треба да го направи Катица Јанева е предметот кој што треба да утврди кој тоа прислушкуваше у Македонија? Па да, дефинитивно да. Тоа би требало да биде. Веројатно таа е појдовната точка од која што треба се да бидејќи тоа служи, тоа го утврдува и мотивот на прислушкувачот, бидејќи доколку се покаже дека СДСМ лажале за основната точка на нивната афера, првата пресконференција дека власта снимала 20.000 луѓе и дека има 6.000 снимки, а не ги покажуваат тие 6.000 снимки, и дека снимало опозицијски функционери, а постојано вадат снимки од владени функционери, значи ние требаше да му веруваме на Заев на збор дека власта сама себе се прислушкува, што навистина, мислам, никој не пие нафта овде. Така да, тоа би требало да биде првиот чекор доколку сака да ја поставиме работава на здрави основи. Ако во Македонија кризите се решаваат со милено посредство е Турција, Црна Гора ни е најблизок пример, покажува една сосема друга ситуација, дека во Црна Гора меѓународната заедница и не е ни заинтересирана, условно кажано, за решение за мешување во разрешица на политичката криза, која што е според мене многу подраматична, затоа што според моја проценка води кон две различни политички идеологија за еднината на Црна Гора, дали е про-западна или про-руска. И два етникума, кои што може да ескалираат у сериозни и етнички конфликти. Како е твојот коментар зошто таму нема потреба од меѓународна интервенција? Или да речеме, Турција е голема држава, меѓутоа во Словенија кога имаше пред 2-3 години политичка криза како земја членка немаше исто така драматична. Бугарија помина повлекувањето на Борисов и повторните избори, еве сега повторно на избори ги прегази опозицијата, дури сега еден од лидерите на, условно кажано, на опозицијата од вчера, веќе денеска може да биде приведен за тепачки, Волен Сидоров. Која е твојата анализа во поглед на тоа? Па не, ние дефинитивно имаме некое навлегување и руско навлегување во овој регион на Балканот. Имаме крајно несериозна американска администрација која што пристапува кон државите врз основа на тесна идеолошка чистота. Фактички ја партизира американската администрација, да таа Америка што еве на пример во Македонија сме сведоци дека не соработуваат со конзервативниот дел
општеството, иако тие, нели, десницата се мнозинство од македонците, убедливо мнозинство од македонците, кои што се пак убедливо мнозинство од населението. Буквално проектите на соработка со медиуми, формирање, политички трибини, ширење на градење на политики во државата, кои што од сад се поддржувани во моментов, огромно мнозинство дат преку фондацијата Сорос, преку крајно радикално левичарски групи, така да се бираат своји фаворити. Во тие услови, јас тоа не го оправдувам, но ми е јасно зашто се случува, кога голем дел од населението кој што се чувствува трната на страна и чувствува дека дипломатите, амбасадорите во земјава не комуницираат со нив, не ги делат нивните приоритети. Значи, вие сега отварате фабрика од американска компанија со 1500 вработувања, ако ги погледнете јавните настапи од американската амбасада, ќе мислите дека овде е катастрофа, дека ова е ништо не чини. Се решаваат суштински прашања во соработка со американски компании, а амбасадата делува како испоставена опозицијата или обратно, опозицијата делува како испоставена американската амбасада. Така да доаѓа до едно чувство за отуѓеност кај огромен дел од населението, кој што претпоставам дека го има и во Црна Гора, каде што, да бидеме реални, немало смена на власт 20 и кусур години, но моја забелешка, знаете, во декември е одлуката за проширување за членство во НАТО. Не ми е јасно што им треба на црногорските опозиционери, кога трпеле 26 години мило, може да издржат уште 2 месеци, па да влезе, да се подпише, да судри подписи пичат, да влезат во НАТО. Освен ако не сака. Нека го рушат. Не, освен ако не сака. Освен ако работа за некој друг. На таа тема ќе се вратиме повторно по кратката пауза за реклами. Да, почитувани слушатели, ова е емисијата Круг во среда од 11 до 12 часот. Во последните 5 минути во финалето на оваа емисија, повторно Цветин Чилиманов, ќе проанализираме и понатаму анализираме всушност за политичките кризи, разрешниците и влијанието и причините за политичките кризи. Цветин, во Македонија имаше разни шпекулации околу тоа, нели, владата се движела кон Русија наместо кон Запад, што во основата за мене е тотална погрешна и шпекулативна информација. Такво нешто е речиси и смешно да се анализира. Меѓутоа имаше некои руски влијанија во, да речеме, во Црна Гора се уште има приказната со Борисов беше околу поврзувана со такви ситуации. Какви се твоите оценки за финале, кој стоеше зад овие кризи, колкаво е влијанието на Русија и има ли нешто се до тоа? Па еве кога го спомна Бугарија, човекот кој што го рушеше Борисов со изрична цел да го гради прорускиот, нели, рускиот гасовод Јужен поток во Бугарија, е Сергеј Станишев, кој што е лидер на партијата на европските социјалисти во Европа. Тука зборуваше на митинг. Зборуваше на митингот не на ВМРО, на СДСМ. Не знам, во време на лидерот на опозицијата во Црна Гора е против влез на Црна Гора во НАТО. Имавме шанса да поразговараме за време на паузата. Ван Хојта, посредникот во разговорите, кој што престана да дава изјави последен изразито просдсмовски настап, во кој што ни се закани дека ќе завршиме како Белорусија, со бегло прегледување на неговите коментари на Facebook, се излегува дека човекот е русофил до тоа ниво што заслужува Путин орден да му даде, што бара теорија на заговор дека Америка го срушила тој патничкиот авион над Украина со цел да почне војна против Русија. Човекот е или психолошки болен, или е пратен од Русија тука, друго инфилтриран од Русија. Значи, мислам, ова е навистина сериозно. Смешно звучи, но е сериозно. Јас мислам дека причината за генерирање на овие кризи и конфликти е што тие што требаше да бидат гарантори на безбедност и економскиот просперитет во регионот, тоа се пред се САД и во одредена улога Европска унија, апсолутно потфрлаат на нивната работа. Не успеваат да генерираат. Тука се согласуваме, предолго го оставија за овој регион надвор од Европската унија, а всушност е регион кој што е внатре во Европската унија. Ако земеме границите каде се на Европската унија, Македонија е внатре и мислам дека преголемиот то тактизирање или неможноста да се најде начин како да се продолжи канализацијата на овие држави и канализирањето кон Брисел остава простор за многу такви шпекулации. Меѓутоа, твоите проценки за финале, за крај, како ова ќе финишира? Па не, зависи повторно од големата констелација. Доколку добиеме сериозно раководство, пред се во Вашингтон
на кој што ќе треба почекаме уште околу 430 дена кога ќе биде инаугурацијата на новиот претседател на САД, дали потоа ќе се вратиме на сериозни разговори, како што претходната администрација во Америка беше решена регионот да го интегрира во НАТО, да обезбеди борба против корупција, економски раст, во замена бара што се разбира наша подршка за нивните големи геополитички цели. И тоа беше, да речем, еден однос кој што може да ви се допаѓа или не, ама барем беше сериозен. Во моментов имаме крајно несериозен однос кој што остава простор и за бегалски кризи, и за занимавање со споредни работи, и за разочарување на населението, барање не знам, други или трети. Веројатно на Балканот ќе има уште една промена на власт, сигурно, иако е неизвестна, меѓутоа во недела според анкетите на резултатите во Хрватска можно е иако се предвидуваат најнеизвестните избори, меѓутоа можно е победа на опозицијата. Очекува ХДС да победи. Без проблем денеска имаше и еден Мајдан, значи ние денеска имаме Мајдан во моментов. Пред неколку часа поднесе оставка романската влада, левичарска социјалдемократска влада, поради, јас би рекол, глупо се каже, банална причина, имало пожар во ноќен клуб во кој што хеви металци пукала пиротехника, 30 луѓе изгинаа. Луѓето вчера вечер протестираа бара оставка, ја срушија владата. Значи, веќе навистина влегуваме во период на кога буквално секој може да почне револуција. Независно дали се тоа проруски револуции во Мајдан револуции во Бугарија, како што беа протестите на Станишев и сега во Црна Гора, дали се нашиве стари удбашки структури во Македонија, дали може да биде нека трагедија која што спонтано ќе предизвика Мајдан во Романија. Значи, веќе влегуваме во период на навистина губење компас и мислам дека решението би било да речеме да се вратиме на она што е предвидено во уставот, 4 годишен мандат, нормални политички процеси. Да се надеваме дека после изборите во Македонија, дали во април, дали пролонгирани, меѓутоа таа 2016 година ќе имаме политичка гарнитура, владеачка партија која ќе остане барем како што велиш, Цветин 4 години со пол мандат, па да видиме како е и тоа, бидејќи со оглед на досегашното искуство, последните неколку години имаме предвремени избори по, ако анализираме, едни само 2008 по барање на ВМРО, другите се по барање на опозицијата и завршуваат со порас на опозицијата. Ти благодарам за ова гостување. Тука е крајот на оваа емисијата Круг е на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Маријан Николовски. Денеска е 4 ноември 2015 година. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.